Премиере, каква е вашата анализа по овој изборен резултат? Прво, анализата ме потикнува да мислам како да продолжиме напред со уште по големи чекори. Ние мораме и можеме да му покажеме на нашиот народ вредности кои што се вредни за нивната храброст пред донесувањето на ваквите одлуки кои што за нас значат охрабрување како политичари. Тоа значи да продолжи процесот на реформи, мораме да создадеме здраво општество каде што ќе владее правото и сите вредности на кои што се стремиме да ги имаме како идна членка на НАТО и идна членка на Европската унија. Втората порака е дека мораме да правиме промени внатре. Голем дел од функционерите не ги исполнија задачите. Граѓаните прецизно и многу внимателно ни испратија пораката. Тоа значи за мене брзи промени внатре во владата, во одредени јавни институции, заради тоа што мораме да ги исправиме тие слабости на нашиот административен систем, за да можеме уште поуспешно да излегуваме во пресрет на барањата на граѓаните, но и да ги спроведеме реформите и пред се економскиот стандард брзо мораме да го враќаме. Третиот дел е уште еднаш порака на помирување. Општеството ни е се уште поделено. Јас овие скандинавски, европски избори кои што ги спроведовме, буквално се гордост моја заради демократската зрелост на нашиот народ. И сето тоа уште еднаш ме потикнува да соработувам со опонентите, да соработувам со коалиционите партнери, но да соработувам со сите граѓани, за да можеме да покажеме уште поголеми успеси. Тоа е патот кој што предстои пред нас и јас верувам дека ќе бидеме уште поуспешни, заради тоа што сега сме и поучени од овој изборен процес. Дали имавте контакт телефонски со лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, дали разменивте нешто и како следате понатаму? Мислите ли дека оваа промена во функцијата председател и оваа победа која вашиот кандидат ја освои ќе може да подотвори некаква нова врата, некакви нови можности за да се врати политичкиот диалог во кондиција каква што доликува на една демократска држава? Ако се стремиме кон Европа и треба да бидеме европејци, треба да го практикуваме диалогот. Некој пат е тоа тешко, поприлично незгодно, но мораме. Затоа што ако ни е тешко, ќе дојдат други луѓе кои што нема да им е тешко и тоа мораме да го практикуваме. Знаејќи го карактерот на председателот Пендаровски, знам дека верува во тие вредности и верува во брзиот успех на нашата земја. А брзиот успех, меѓу другото, може да биде подпомогнат со отворен диалог, меѓусебно разбирање, заеднички отстапки помеѓу нас, но никако не на штета на интересот на граѓаните. Јас верувам дека тој ќе може да модерира со сите политички чинители во државата, ќе знае добро да не искритикува кога не чиниме, ама ќе знае да не пофали кога ќе правиме ваквите чекори на големина заради граѓаните, заради нашата земја. Со лидерот на опозицијата, господинот Мицковски, се уште додека го давам интервјуто, не сум се слушнал, но веројатно ти имат се уште и пресконференции и слично. Ние имаме отворен диалог, имаме отворен разговор, верувам дека многу брзо, скоро веднаш, ќе почнеме да ги додоговориме процесите за јавно-обвинителскиот систем на нашата земја, заради тоа што уште тоа прашање не е затворено. Во текот на кампањата се направи одреден исчекор помеѓу двете земји за едно многу суштествено прашање, а тоа е едината на предметите. Тоа значи дека јавните обвинители, судиите ќе одлучуваат за едината на предметите, не ние политичарите, па дури не ни законите преку парламентот. Тоа е многу важно. Има ли доближување на меѓу вас и ВМРО ДПМН во однос на новиот закон за јавното обвинителство? За мене тоа е доближување. Секако тоа ти јавно го кажа, се уште нема писмена потврда на ваквите ставови или барем на работни групи, но не се ни случиле заради тоа што чекавме да завршат изборите, верувам дека се случат, заради тоа што јавниот збор на политичарот и од Мицковски, јас го потврдив дека е тоа, дека сме блиску, верувам дека така ќе биде потврдено. Тоа беше едно од најсуштествените отворени прашања за различните стојалишта или гледиште на двете условно да ги кажам страни. Верувам дека за другите прашања ќе го изнајдеме решението. Премиере, заврши кампањата, заврши изборите, што е за вас од утре приоритет во владата, но ве прашуваме во партијата, бидејќи победата се славеше, но и сами забележавте еден горчив вкус поради поразот на многу општини во кои некој победувавте. Прво, си ја знамо врската и нема да е лесна. Ќе треба да правам прво промени во мојата политичка партија, заради тоа што тоа е основата на репрезентството или представништвото во владата. Прво ќе тргнеме од тука, во дел од општинските организации, дел во централните органи на партијата. Веднаш по тоа, сето тоа мора брзо да се случува во јавните институции, јавните предпријатија, акционерски друштва и сите други државни институции кои што постојат и владата на крајот, заради тоа што реконструкција и реформи мора да се направат.
После 2 години време е да направиме еден пресек, каде се тоа слаби карики, каде да ги појачаме добрите карики, за да можеме со желба уште посилно, уште поенергично да покажеме дома резултати. Нема дилеми, гледам и кај опозицијата, дури нема дилеми дека сме успешни надвор. Граѓаните тоа го потврди и даде убав ветар во грб. А измеѓу ја испратија пораката. Коригирајте се дома, заради тоа што следниот пат нема да ви прогледаме низ прсти. Тоа е пораката која што ја добив. Промените ќе бидат искрено направени со максимално можно тоа што имаме како понуда на професионалци, за да можат навистина да им служат добро и на граѓаните и на државата. Премиер, било благодарам. Благодарам и на вас.